Дали е можно во една земја да се постигне економски развој без при тоа да се наруши нејзиниот екосистем? Може ли во Македонија да се постигне економски развој и паралелно да се заштити природата? Тоа беше главното прашање на Националната конференција за природа, локален економски развој и заштита на природата, на која со цел да одговорат учество земаа локални заедници, индивидуалци и групи, експерти и активисти, а во организација на Екосвест. Бевме инспирирани да го оформиме концептот за оваа национална конференција за природа, каде што ете и насловот така е на конференцијата, локален економски развој во функција на заштита на природата. И главно поканивме панелисти, говорници од локалните заедници, од локални граѓански организации кои имале некаква борба за заштита на природата, кои се соочиле со некаков предизвик на загуба на природните вредности, па требале да се активираат и да превземат нешто околу тоа. Поканивме локални мали бизниси кои работат на подобрување на локалната економска состојба во својата средина и со своите активности придонесуваат за трансформација на својата заедница како позитивни примери, и поканивме експерти кои ќе зборуваат за различни концепти, каде што имаме позитивен пример на локална заедница која се активира да ја заштити природата, при тоа работејќи интензивно, дали е тоа екотуризам, дали се некои локални производи од шумата, дали се тоа угостителски објекти, етно ресторани и така натаму. Значи да ја прикажеме онаа позитивна слика која навистина ние сакаме да ја промовираме, бидејќи нашата држава ја има природата, ја има убавата храна и токму тоа е во суштината на она што ние треба да го промовираме, а при тоа, имајќи предвид дека таквите активности се во функција на заштита на природа. Не ни треба масовен туризам, не ни треба масовна инфраструктура во природните средини за да постигнеме локален економски развој. Ние во суштина сметаме дека луѓето треба да живеат во хармонија со природата, дека ние не треба да се поставуваме нити гледаме себе си како непријатели, бидејќи не се обидуваме да ја скротиме, и таа не е непријател, таа е извор на живот. И ако ја гледаме како таква, тогаш нашите напори ќе бидат насочени кон нејзина заштита, бидејќи без природата човекот не може да опстане. На Националната конференција бројни експерти и активисти учествуваа на панелите Профитот над заштитата, цената која ја плаќа природата, природата како партнер, успешни модели на зелен развој и позитивни пракси за локален одржлив развој. Токму за последното разговаравме со Давид, кој е познат како Кози Млеко Планина, момче кој е повеќе години во село Раштак ја одгледува приказната за природата. Јас сум Давид, од Раштак со козите. Денеска имам чест да бидам дел од Националната конференција за природа. Мене ми е многу драго што Екосвест ги препозна моите активности и што денеска ќе се обидам да дадам придонес, бидејќи мојата професија е тесно поврзана со биодиверзитетот, со околината. Дури јас сметам дека традиционалните сточарите кои што одгледуваат на традиционален начин се впрочем оператори на диверзитет. И таа тесна поврзаност сметам дека треба да инспирираме и други да се приклучат, бидејќи еве можете да замислите, мене практично планината ми е офис, нели? Кога веќе имам таква канцеларија, треба да се грижам за нејзе. Така да и за себе, но и меѓутоа и за секој кој што ќе дојде, поготово во странство, сакам да оставиме впечаток дека сме дека се грижиме за околината, а и првенствено за мене. Кога секој ден си тука, сакаш да ти биде чисто. Имам низа на планови во блиска иднина поврзани со екоактивизам, кој што се надевам дека ќе ми се приклучат и други, па нема да бидам осамен во тоа. Ние сме дел од природата, не сме сопственици на природата. Сметам дека тоа е суштинско значење и се соочуваме со проблеми. Едноставно мора никогаш доста во врска со едукација и подигање на свеста околу значењето на здрава околина, чиста околина, бидејќи тоа е во мојот случај предуслов за квалитетен врвен производ. Генерално сметам дека
Природата, добитокот, животните и храната се универзалниот јазик на планетата и сметам дека треба да се трудиме да не го испоганиме, напротив да го вздигнеме. Неодамна имав и гости од прилично далеку од Мексико и од Аргентина кои што стапнаа во Раштак, така да се трудиме да се испромовираме. Да, имаш и неколку ќошиња кои што ми сметат, кои што ме жулјат, ама се надевам дека многу брзо ќе дојде денот кога ќе го расчистиме и тоа. На оваа конференција се споделија позитивни примери како да се поврзат заедниците меѓу себе, да учат едни од други и да развијат локална економија во функција на заштита на природата.